Истрагата за набавката на софтверот за сообраќајни прекршоци, во која првоосомничен е екс-генералниот секретар на владата Драги Рашковски, предизвика нови неочекувани проблеми. Целосно е блокиран системот за електронско полагање државни испити во 13 државни институции, бидејќи фирмата инволвирана во тендерот со софтверот Invoca Group ги менаџира и државните испити, а обвинителството и ги заплени компјутерите. И тој тендер за државни испити Invoca Group го склучила со Рашковски. Дали прашањата за суди и обвинители им се давани на одредени кандидати однапред или пак истите се продавани? Дали Рашковски местел и тргувал со прашањата? Државната комисија за спречување корупција најави дека најверојатно ќе испитува дали е доведен во прашање легитимитетот на досегашните тестирања. Обвинителството не открива детали, а засегнатите институции бараат итно да се откочи процесот. Интервентно да се најде некој друг субјект кој што би можел да го покрие тоа. Ниту една опција не е затворена, сите опции се отворени. Поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски во моментов е во притвор, како и сопственикот на фирмата Invoca Group Даниел Станчев. Еден од претресите на обвинителството е спроведен на правниот факултет при УКИМ, каде Рашковски е вонреден професор. И од факултетот и од обвинителството демантираат дека е проверуван кабинетот на Рашковски. Причината за претресот направен е што Invoca Group таму изнајмила простории за да го смести Центарот за електронско полагање државни испити во 13 институции. И тој тендер, како и оној за софтверот, го нарачал и спровел владиниот генерален секретаријат, предводен од Драги Рашковски. Во претресите на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција беше одземена и компјутерската опрема од оваа просторија, па системот за електронско полагање на државни испити во моментов е блокиран. Тука се полагаше за лиценци за возачи, медиатори, вештаци, управители со отпад, царински застапници, негуватели, а во овие простории се спроведуваа испитите за идни судии и јавни обвинители. Актуелниот договор е склучен во август 2020 година меѓу управителот Даниел Станчев и Драги Рашковски како генерален секретар на владата во вредност од 151.000 евра. Invoca Group била единствен понудувач. Предходно, истиот тендер Invoca Group го добила и во 2018 година, но за помала сума, околу 90.000 евра. Согласно условите во сегашниот договор, фирмата била должна да обезбеди 2 простории и мебел за одржување електронско полагање испити, додека генералниот секретаријат требало да ја обезбеди компјутерската опрема. Од правниот факултет велат дека фирмата имала договор за закуп на просториите, кој повеќе пати бил продолжуван во изминатиот период. Во меѓувреме, пред неколку недели, договорот истекол и како што велат отправен, не е планирано негово продолжување, па Invoca Group треба да се исели. Интересно е што токму просторијата што ја изнајмувала Invoca Group во минатото била неформален кабинет на Драги Рашковски. Како што пишува на влезот, овде бил компјутерскиот центар на факултетот, со кој раководел Рашковски, како идеен творец и воспоставувач на системот за електронско полагање испити и електронско водење на студентските досиеа направен. Сега со оваа просторија се поврзуваат сомнежи за манипулирање на резултатите од државните испити, со кои во изминатите 2,5 години управувала Invoca Group. Опозицијската ВМРО ДПМН уште во септември 2019 година предупреди на такво нешто, посочувајќи на тогашните испити за упис на Академијата за судии и јавни обвинители. Фирмата која го спроведува ова полагање е поврзана со двоецот од владата Заев Рашковски. Според информациите на ВМРО ДПМН, двоецот Заев Рашковски преку систематизирана методологија влијае врз електронските резултати на кандидатите, а во текот на вчерашниот ден неколку лица директно поврзани со Заев, Рашковски и СДСМ оствариле нетипично високи резултати. Толку високи резултати досега не се постигнати откако постои Академијата. На пресконференцијата ВМРО ДПМН упати и прашање директно до Рашковски. Дали бил и што правел
на правниот факултет во текот на неговото работно време во владата, токму во моментот кога полагале кандидатите блиски до него и до Социјалдемократскиот сојуз. Опозицијата и сега повикува на детална истрага, а премиерот Зоран Заев тврди дека нема простор за сомнеж за злоупотреби во изборот на идните судии и јавни обвинители. Никако не се сомневам, заради тоа што системите се создадени тука, но ги управуваат и ги користат самите институции. Издавањето на лиценците од транспорт и врски, не знам, во Македонски пошти, во многу други институции се системи управувачки од самите институции и пред се комисии кои што се формирани за самиот дел. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, неофицијално велат дека засега немаат информации за манипулации со електронското полагање на државни испити. Дека не би можело да се местат тестовите, смета директорката на Академијата за суди и јавни обвинители Наташа Габер-Дамјановска. Вели дека Инвока Group само оперативно го одржувала системот. За неа сега е клучно итно да се најде решение за да се откочи процесот за прием на кандидати, бидејќи е прекинат среде приемни испити. И досега се јавуваше недостаток на кадри, посебно обвинителството имаше замерки и се жалеше за таа работа. Еве тече едукацијата на овие 60 лица, предпоставам половината би постанале кога ќе завршат со обуката судии, а другите 30 ќе постанат обвинители, но не се доволни. Постојат и повеќе упразнети места кои што имаат потреба од пополнување. Заради тоа, ова ќе беше најголемата генерација, практично што ќе ја минеше обуката во Академијата, овие 97 млади луѓе. И мислам дека мора да се обезбеди начин, токму заради тоа, за потребите на правосудството, да се пополнат со кадри побрзо, да се најде одредено решение за оваа работа. Според неа, неопходно е интервентно да се најде нова фирма што ќе ја замени Инвока Group и ќе го управува електронското полагање испити, наместо да се распишува нов тендер, за што е потребно повеќе време. Сега сме практично блокирани и во многу незавидна положба. Мислам дека треба да направиме еден напор, ако не интервентно, пошто овој субјект кој што имаше договор со владата во моментот не може да не обслужува, да се најде некое преодно решение, законот за јавни набавки тоа го предвидува, значи интервентно заради вис мајор, виша сила, може би треба да се направи интервентно, да се најде некој друг субјект кој што би можел да го покрие тоа. За разлика од Академијата за суди и јавни обвинители, која го одложи полагањето, Инспекцијскиот совет имал среќа да ги заврши испитите на своите кандидати неколку недели пред заплената на компјутерите на Инвока. Но тие веќе побарале раскинување на договорот со оваа фирма, бидејќи почнале да користат свој софтвер. Договорот кој што го имаме склучено со фирмата, како анекс на главниот договор кој што генералниот секретаријат го има склучено со Инвока, предвидува таква клаузула со која што се уредува постапката како да се раскина договорот и токму тоа го превземавме, значи од наша страна е веќе доставено барање до генералниот секретаријат за да се отпочне постапката да го раскинеме договорот со Инвока. И е детално образложено во тој допис од кои причини се бара, дека тоа е поради новиот закон, новиот принцип на обуки, новиот принцип на полагање на испитот за инспектори, а впрочем исто така дека ни е обезбеден веќе софтвер, односно платформа преку меѓународен донатор. Актуелниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири вели дека анализираат кое е најдоброто правно решение во новонастанатата ситуација. Да почекаме. Јас секако сум транспарентен во однос на јавноста, ќе ви известам веднаш што ми имаме конкретно решение, кој се секако и решението за прекинување на договорот стои, но сето тоа ќе бара време по тоа за да се ангажира некој друг ако се иде на таа варијанта. За тоа секако нема да биде за неколку недели, туку се работи за месеци, но дека не се заврши целата постапка ако се ангажира некоја друга фирма која што ќе ги извршува тие задачи кои што до сега ги има извршено оваа фирма. Проблем е што Инвока Group нема пречка за вршење на дејност, па нејзиниот договор со Рашковски се уште е активен.
Дали е опција Инвока да продолжи со работа со овој договор? Не знам тоа, за тоа треба да кажат, ние од нив добивме писмено известување дека не се во можност да продолжат со работа, затоа што им се одземени компјутерите и врз основа на тоа правниците кај нас ќе предложат конкретно решение како да постапиме понатак. И министерот за правда Бојан Маричик денеска изјави дека се работи на проблемот со блокираното тестирање. Решение, кажа, ќе има до крајот на неделава. Ако е така, засега единствените во редот за полагање испити, идните судии и јавни обвинители, наскоро ќе го продолжат приемниот испит. Ако пак најавите на министерот се покажат оптимистички, редот само ќе се зголемува.